Почитувани сопартици, дозволете ми на почетокот да ве поздравам и како што знаете, денешната средба ја остварувам со носителите на нашите кандидатски листи со цел да ги договориме техничките детали околу кампањата што треба да ја направиме за изборите на 19 октомври. Како што ви е познато, значи Единствена Македонија на овие локални избори настапува со 29 кандидатски листи, потврдени од соодветните општински изборни комисии. Инаку, накратко да кажам дека ние на овие избори одлучивме да се представиме со нашите кандидати. Нашите кандидати да бидат најголемиот наш адут во кампањата, честни кандидати со безпрекорна своја професионална и работна кариера. Зошто се одлучивме на овој чекор? За нас да нудиме пред граѓаните илјадници страници програма наредена на компјутер, во која што ќе ветуваме се и се што патишта, осветлување, чиста вода, тоа за нас е навреда пред граѓаните. Зошто го велам ова? Бидејќи основната работа на секој градоначалник и на сите советници е да го работат токму тоа. Значи 4 години тие се платени за тоа, да градат булевари, улици, да има осветлување, да има чиста вода и ние тоа да го ветуваме, тоа е навреда. Тоа нема што да се ветува, тоа се подразбира кога ќе се влезе во советот, се подразбира што ингеренции, што надлежности имаат локалната власт. За нас е најбитно што ние излегуваме со кандидати со безпрекорна кариера кои што ќе работат во интерес на граѓаните. Затоа ги повикуваме гласачите. Нека бараат биографија од секој кандидат кој што ќе дојде, ќе ви се представи во општината и ќе ја бара вашата доверба. Треба на граѓаните да им кажеме дека 30 години ги лажат, ги манипулираат и затоа овој пат мора да се даде доверба на честноста и на истрајноста на патриотизмот. Ние овие локални избори ги спроведуваме во една средина и национална, гледате вие, 30 години со Македонија владеат марионетски власти, инсталирани од странски центар и сега сите вие ќе се запрашате што има врска со локалните избори. Има многу врска. Ние мора да се ја вратиме државата назад, ама ајде сега да почнеме од општините, да покажеме како се работи, честно, достоинствено и да направиме квалитетни услови за живот во локалните средини. Да ги убедиме граѓаните да не дозволиме овој пат пак да ги превеслаат политички авантуристи кои што политиката ја гледаат само како средство, како начин да ќарат нешто од власта. Значи, овој пат настапуваме со кандидати, најдоброто што го имаме во партијата и во републиката, затоа ние го правиме долго очекуваниот потек и сега крајниот збор ќе треба да го дадат гласачите. Затоа ние денеска тука ќе ја дефинираме нашата кампања како најдобро да се представиме пред берачите на локалните избори и јас верувам дека овој пат честноста ќе победи.